Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите најновото издание на Само вистина. Вечерва во студиото на Канал 5, двајца лидери на партии со кои што ќе продискутираме за сите актуелни теми. Велам добро вечер за господинот Павле Трајанов, председател на Демократски сојуз. Добро вечер. Добро вечер. Се надам дека ќе имаме добра расправа и ќе го задржиме вниманието на гледачите. Така, убедена сум дека така и ќе биде. И велам добро вечер и за господинот Љупчо Ристовски, председател на Интегра. Добро вечер и за вас. Добро вечер и благодарам на поканата. Како што реков, и двајцата сте лидери на политички партии, меѓутоа ајде прво ќе започнеме малку со состојбите во правосудството, некако се актуализираа повторно во последните неколку денови, односно особено велам по оставката на обвинителката Ленче Ристовска. Новоизбраниот јавен обвинител порача дека ваквата одлука за отповикување на овластувањата на дел од обвинителите во никој случај не била насочена директно кон работата на обвинителката Ристовска. Како вие гледате на таквата негова одлука, но и на оставката од обвинителката Ристовска? Еве ќе започнам со вас, господине Трајанов. Па генерално мислам дека се неопходни темелни реформи на правосудниот систем, вклучително тука и на јавното обвинителство. Веќе се започнати тие реформи, меѓутоа мислам дека тоа што ние како партија Демократски сојуз што ги анализираме долг период состојбите и предложиме да имат темелни реформи, и тоа беше едно од прашањата за кои разговараме со Дали одземањето на овие овластувања го гледате низ призмата на овие реформи кои што се спроведуваат и велите се потребни во реформите треба прво уставни промени за да имаме темелни реформи. Вака како што е поставен системот се покажа дека тој не е функционален, дека апсолутно судовите не се делители на правда, дека има огромно влијание на политичките партии, на бизнис центри, на секаде, не само кај обвинителите, тие влијанија секаде се присутни и во обвинителството. Дури во обвинителството може да разбереш влијание на владата, бидејќи владата го предлага јавниот обвинител, тој е државен орган кој што ги открива или гони сторителите на кривични дела. И во таа насока владата може да анализира дали кандидатот што е предложен за обвинител и што парламентот го избрала, го гласил парламентот, дека ги остварува основните тежести функции кои што се дефинирани и во уставот и во законите, дали навистина ги гони сторителите, дали е под политичко или било друго влијание. Во суштина и владата може да анализира, и парламентот може, но се разбира дека е битно критичката јавност дали тој со своите потези гради или рефлектира интегритет како самостоен еден од клучните фактори во државата за откривање, за гонење на криминалот. За сега не можеме да изградиме некој посебна Добро, како ја оценувате, еве рековте првите потези, тој веќе краток период е избран за нов државен јавен обвинител. Каков е вашиот прв печаток, еве првите потези кои што ги презема, меѓу кои е еве повлекување на овие овластувања на дел од обвинителите? Не можам да изградам некаква оценка за работата на новиот јавен обвинител, бидејќи тој што туку седна, ќе видиме како ќе делува наредниот период, и ние, независно што сме дел од власта, ќе видиме исклучително критични према работата на јавен обвинител. Тогаш кога ќе процениме дека има било какве влијание на одлуките што ги носи, тогаш ќе го кажеме нашиот став. За сега се надеваме дека ќе работи согласно неговите уставни законски овластувања и надлежности и дека нема да потпоѓа под било какве влијанија. Така да, за да се изгради на оценка, сепак треба да видиме како ќе работи. Тој се уште не почнал. Веројатно тие административни процедури треба да ги виде како функционира целиот систем, независно што бил обвинител, но бил на пониско ниво во обвинителството. Сега друго е да менаџира со целиот овој состав на јавно обвинителство, бидејќи јавниот обвинител е доминис литис. Тој во суштина сега во постапките, тој е главниот. Тој отвара предистржна постапка, тој спроведува истрага, тој подига обвинение. Така да порано беше поинаков системот, сега не зависи само од него. Клучно е дали тие истражни центри ќе бидат добро
екипирани кадровски. Инаку клучен дефект во нашиот систем е Академијата за суди и обвинители, каде што најсилниот процес на партизација се одвиваше преку нив. Јас го следам тој процес. Сметате дека нешто ќе се смени со измените кои што се носат во законот за Па прво мислам дека за Академијата за суди и јавни Јас обвинители? поинако би постапил. Добро е што постои Академија за суди и јавни обвинители, може би е подобро прво да ги примат како потенцијални суди и обвинители, што може да бидат, и веднаш после тоа да бидат упатувани на дошколување, да кажам. Сега вака завршени со, да речеме, просеци и така натаму, посебно на некои од факултети кои што ги купуваат дипломите, сега тие треба да бидат суди и обвинители, бидејќи филтерот е сосема друг, партиски, досега беше партиски. Сега се надевам дека ќе се променат работите, бидејќи сите очекуваме да има промени. Ако продолжиме на исти начин, прв чекор е што за сега е ставено во мирување, веројатно, не знам како тоа е направено, во мирување на Академијата. Да, се подготвува и нов закон за Академијата за може би суди, треба, околу изборот или околу критериумите, самите испити на полагање. Да ви кажем искрено, има, не знам, неколку стотини вработени работници во обвинителството, во судовите, кои со години ги пишуваат одлуките на судите што доаѓаат од оваа Академија. И сега тие немаат право да бидат суди и обвинители, затоа што партиското, да речеме, сито не ги пропушта тие. Значи, не сакам да навлегувам, меѓутоа јас имав еден случај кај што еден кандидат исклучително со добри перформанси, со одличен успех, со брилјантна биографија, познавање на јазици, дека одговорот беше дека па вика не е на листата, значи не е на партиската листа. И тоа е главен критериум дали ќе влезе некој да биде слушател или студент на оваа Академија за суди и обвинители. Тоа е клучниот проблем. Но еве, се надевам дека ќе се видат сите тие аспекти, затоа што не е реформа ако промените се, да речеме, предвидуваат или канализираат во насока да власта повторно да има целосна контрола на целиот овој систем, тогаш мислам дека нема да има апсолутно никаква зголемување на довербата на граѓаните и кон обвинителствата и кон судот и во целиот овој систем што е поставен за борба против криминалот, против корупцијата. Добро, господине Ристовски, еве и околу да се навратиме околу првите одлуки кои што ги донесе новиот јавен обвинител Нина Цавески, односно истото прашање кое што беше и до господинот Трајанов. Ја одобрувате ли вие, сметате ли дека беше правилна и во вистинска насока одлуката за отповикување на овластувањата на дел од обвинителите, вклучително тука и на обвинителката Ленче Ристовска, која потоа си поднесе и оставка, и како гледате и на самата оставка? Потребно ли беше такво нешто? Генерално мислам дека генералната цел и клучната задача во делот на правосудството ја определува владата преку Министерството за правда. Значи, потребно ни е малку посистематизиран пристап. Не само на државата и Министерството, но и на сите институции кои што се во секторот на правосудство. Значи, ако ни е таа генерална цел и задача владење на правото, ќе ја постигнеме преку стратегии и политики кои што ги одредува владата и Министерството. И во тие стратегии и политики, секој пат ќе се цели да имате независно судство, да имате јасна поделба на власта на законодавна, судска и извршна. Меѓутоа, третото ниво, кое што е клучно и многу важно, се мерките и инструментите на политиките со кои што ќе постигнете тие стратегии. Сега во мерките прво се интервенира во нормативниот дел. И јас сум поборник и во неколку наврати го кажувам јавно, поборник сум на длабоки реформски зафати. Значи, ако сакате здраво семе да посеете, мора да имате длабоко орење. При длабоко орење ќе излезе сиот коров на површина и вие лесно ќе го отстраните, и семето што ќе го посеете ќе даде добри плодови. Од тука, ако интервенирате во нормативниот дел, значи дека прво мора да ја објавите вашата реформска агенда. Не само владата и Министерството, но и новиот јавен обвинител, новото обвинителство треба да објави која е неговата реформска агенда. Вториот дел во делот на инструментите доаѓаме кај институциите. Крвотокот на институциите е човечкиот фактор. Значи, тоа е третото ниво.
Ние почнавме со третото ниво и мислам дека тоа е малку обратен процес. За да влезете во третото ниво, треба да ги реформирате претходните сите нива. Значи мора да имате реформска агенда, значи здрави мерки со кои што ќе ги целите овие стратегии и политики да се остварат ефикасно, ефективно и ќе морате да ги реформирате институциите. Тука влегува тоа што колегата Павле говореше, не само обвинителството, значи судско-обвинителскиот систем, координацијата со Министерството за внатрешни работи, и Академијата за суди и така натаму. Да речеме, во тој дел се релациите, односите и со останати институции, кои што се клучна алка во целиот систем, да речеме, ако таргетирате корупцијата и ако сакате да имате квалитетно обвинителство. Тоа е Државниот завод за ревизија. Тоа е една фантастична институција која што се двои од сите останати. Опремена е со врвни професионалци внатре и ако малку подлабоко навлезете во нивните извештаи, вие имате богат материјал за работа на обвинителството. Значи, координацијата и соработката меѓу институциите е особено важна, особено со Државниот завод за ревизија. Таму ви е кажано се. Тие влегуваат длабоко во книгите, тие ги откриваат процесите и односите и за волја на вистината Македонија како држава располага со извонредно професионална државна ревизија, со изворедни професионалци внатре и мислам дека тука може една координација и фокус на новото раководство на обвинителството со тие извештаи и таму имате богат материјал каде имате основа да покренувате постапки или не. И нормално координацијата со Министерството за внатрешни работи понатаму во истражните постапки. Значи, ако малку внесеме еден систематизиран пристап, мислам дека ќе бидеме на добар пат да едноставно се покренат работите од место. Но затоа јас често пати ја охрабрувам владата да влезе похрабро во овие радикални реформски процеси, не само во правосудниот систем, и во политичкиот систем, и во економскиот систем. Нам ни се потребни длабоки реформи. Ни е потребно длабоко да го изораме системот, да видиме се што е лошо во него, да го тргнеме и да посееме здраво семе и во периодот од нас тоа да дава плодови. Дали се на вистинскиот и направиот пат, еве со именувањето на новиот јавен обвинител и со оглед на тоа што еве изминатите 2 години го преземале до сега однос на правосудството. Скоро ќе направи 2 години, мислам. Мислам дека високо доминира желбата, амбицијата и интересот да се покренат реформи во правосудството. И сега, нормално вие, ако имате амбиција, треба да преземете чекори, не може само да останете на амбицијата. Јас често пати советував дека ни е потребна национална реформска комисија каде што ќе поканите странски учесници, ние го имаме прибе, извешта и така натаму. Меѓутоа не кореспондирало со останативе мерки, нормативниот дел не ги следел, институциите, реформите не го следеле тој пат или тие извешта и така натаму. Крвотокот на институциите исто така, ние немаме одамна реформа во тој дел на човечкиот фактор во судско-обвинителскиот систем. И сега, ако и тој систематизиран пристап се примени во тој дел, мислам дека со една национална реформска комисија може би да се едноставно систематизира, да му се даде една убава траекторија, една убава патека и мислам дека ќе се постигне целта. Има време до крајот на мандатот на оваа влада. Само треба похрабри чекори, похрабри одлуки и да се следи, малку и науката да се следи, да се трасира убаво патот, да се дефинира патот. Ние имаме професионалци, меѓутоа треба, знаете, вистински луѓе на вистински места да дојдат. Само 2 работи. Значи, ние се залагаме и за тоа имаме подготвена анализа. Трајниот мандат гради одредена, да речеме, состојба на независност, меѓутоа е многу опасен на судиите. Ние затоа предлагаме на секои 7 години. Прво, ние се залагаме за преиспитување на работата на сите суди. Се разбира, и на обвинители, и на припадници на службите за безбедност, МВР и така натаму. Значи, после тоа, на секои 7 години се преиспитува работата на судиите. Натаму, во Уставот има амандман каде што судите не одговарат за одлуките што ги донеле, кривично не одговарат. Ако судија не одговара за одлуки што ги носи, зашто друго ќе одговара? Мислам дека е катастрофа. Промените во судскиот систем досега, така беа диктирани за се поголемо влијание да имат партиите, односно тие што се партии на власт.
така беше. Добро, тогаш зашто не се иницираат законски измени? Па има тој процес мислам многу бавно се одбива. Значи тоа е оценка и на Европска унија и веројатно и во владата. Мислам дека независно што тврдиме дека има експерти. Проблемот е во Македонија немаме силна администрација. Имаме гломазна, меѓутоа оние што се способни кадри ги немаме тука. Дел од тие способните заминаа во разни други институции, надвор од овој систем, државен систем. И проблемот е нема кој да ги подготвува овие законски решенија. Значи, ние сме доведени во една многу тешка состојба. Немаме високи професионалци кои што ќе работат. Имаме администрација гломазна, неплатена и таа не може да ја прати, да речеме, агендата или програмата владата што ја донела пред да биде избрана или тогаш кога била избрана, кога се гласа за новиот состав на владата. Моја проценка е дека тука најмногу проблеми имаме. Има политичка волја, но нема капацитет. Како држава зборувам, тоа е резултат на партизацијата на сите институции. Значи, партиските кадри, најголем дел се неспособни кадри кои можат да влечат напред со огромни капацитети што барат. И мислам дека на тоа треба да работиме ако сакаме да имаме реформи кои што ќе бидат навистина одраз на потребите и на современите текови навсекаде и во Европа и пошироко. Така, Ристовски, гледате ли вие политичко влијание конкретно во она изјава која што премиерот ја даде од собраниската говорница, каде што беше прашан околу очекувањата од новиот државен јавен обвинител, каде што рече дека треба да се приспитан или како поранишните случаи на СЈО катица од затвор ги распределувала на други обвинители, нели како стигнале до таму, како е тоа можно да се приспита и случајот околу 27 април. Еве од СДСМ денеска обвинуваат дека Савески работи под диктат, тука мислејќи и на оваа последна одлука околу одземањето на овластувањето и од повикувањето на делот од обвинителите. Препознавате ли вие тука некакво политичко влијание? Идете, златен стандард дека владата владее. Значи владата е таа што владее. И од тука премиерот, како и сите останати избрани функционери, има право да си го даде своето мислење. Сега кој како ќе го свати, некој може би ќе го свати како мешање, некој ќе го свати како влијание врз судството и обвинителството. Меѓутоа, ние во услови на слобода на говор, во услови на слободно општество, не само премиерот и министер и сите министри имаат право јавно да ги изнесуваат и своите ставови и да праќаат пораки и така натаму. Меѓутоа, кога тоа се прави јавно, кога тоа се прави транспарентно, се е во ред. Ако имате случаи кога зад завесите се врши притисок по други канали и по други линии, тоа е веќе друго прашање. Јас не знам како се разбира од другата страна ова порака, но мене ми е сосема легитимно не само премиерот и министерот да праќаат пораки и на пресконференции, јавно и во дебатни емисии, во интервјуа, во било што. Комуникацијата и транспарентноста е важна. Нормално пораките се во јавниот простор. Јас не видов тука дека тоа е форма на притисок, ако нормално намерите биле такви какви што се, честно да се едноставно каже ставот на првиот човек на владата и веројатно на владините, нели тоа се генерални цели и политики во делот на стратегиите, да едноставно се обрне внимание на тој сегмент и така натаму. Тоа се полезни пораки, нема тука некој јавен личен притисок врз особа А, Б или С. Барем јас така го гледам тоа и од од научен, професионален аспект, за мене тоа не е проблематично. Се разбира ако се застане дотук и не се премине црвената линија. Така, добро, Трајанов, гледате ли вие некакво мешање? И еве од ВМРО ДПМН денеска конкретно во случајот со Ристовска обвинуваат дека таа била играч, пиун на СДСМ и дека не завршила ниту еден од случаи од оние кои што ги имал, вклучително тука и Талир 1 и 2 кои што и беа одземени со ваквите промени кои што ги направи новиот јавен обвинител. Велат конкретно овие постапки траат 10 години без никаков епилог. Конкретно прашање. Која постапка овие од тешките предмети, така наречени предмети каде што беа вклучени капиталци, заврши успешно од страна на специјалното јавно обвинителство. Јас како пратеник во парламентот имам тогаш дискусија и бев против
да формираме тако специјално јавно обвинителство, бидејќи беше тоа надвор од системот, од јавно обвинителскиот систем. Дури една од претеничките, Солза Грчева, мислам, беше и она гласаше против. Тогаш беше силен притиск да помене. Јас сум разговарал на таа тема повеќе пати, затоа што ВМРО ДПМН, тогашната власт Никола Груевски, не требаше да прифати, меѓутоа имаше коментар од негова страна дека бил под силен притисок, дори уценуван од ДУИ и ДПА, од странскиот фактор, дека мора да се прифати, се формира специјално јавно обвинителство, што беше стратешка грешка. Добро, треба ли до крај да се разјасни како работеше тоа специјално обвинителство, бидејќи еве тоа беше едно од очекувањата на тоа го кажа, дека ова јавно обвинителство специјално беше под целосна контрола, под директна контрола на Зоран Заев или на СДСМ пошироко. Значи, тука ги договараа одлуките за кога ќе се отвори постапка. Тоа стана навистина силен инструмент за дискредитација или дисквалификација на поранешната власт, што апсолутно се сложувам да се водат постапки, но не на таков начин. Врз основа на некакви прислушкувања, разговори и така натаму. Тоа беше медиумска хајка против сите. Трите обвинителки, првата Катеса Јанева и двете со нив, вклучително и Ленча Ристовска, тие беа постојано во медиумите, наместо да работат и да заштитат или да почитат презумцијата на невиност. Тие објавуваат детали од можни идни постапки. Треба се преиспита работата, меѓутоа, знаете, голем дел од предметите, меѓу нив што ги водеше специјално јавно обвинителство, покасно пропадна, бидејќи СДСМ направи измена на кривичниот законник со кој што се практично декриминализира голем број на кривични дела и оние кои што, затоа што не сакам апсолутно да се расправам или на било кој начин да ја дискредитирам Леча Ристовска, апсолутно не е тоа идејата, но и предметите и таа што ги водеше пропаднаа, да речеме Таргет Тврдина, ако не се лажам, и овие предмети што ги води за ВМРО ДПМН како партија, Талер 1, 2, не знам како се викаат, и за тоа не е завршена постапката. Верувам дека има вина, можеби 90% са виновни судовите, судиите, кои што исто така подпаднале под влијание, но јавниот обвинител мора да се бори, тогаш треба да се бори и со јавноста, да бара подршка, за да се движат предметите во една таква фаза кога веќе еднаш се донела одлука, па се втор степен, па Од ВМРО велат дека намерно не биле решени, односно немало некаков епилог, тие сметаат дека тоа веројатно било со цел да се оценува партијата. Сметате ли дека Тоа е политичка изјава на ВМРО ДПМН. Ја не навлегувам бидејќи не ги знам деталите на целиот предмет, но единствено знам дека тие предмети, тешки предмети немат до ден денес немат разрешница. И тоа за тоа треба меѓу другото да носат и обвинителите, одговорност да носат и обвинители кои што ја водат таа постапка. Не може да со години да се влечат постапките. Мора да бидат поефикасни, да притискат тука да покажат својот силен интегритет дека тие се стручни, професионално се однесуваат, да водите постапка колку да биде жива постапката без ефекти, мислам дека прво и судот во Страсбург апсолутно не дозволува развлекување, да го малтретира некој, не знам, со години, 10 години. Јас знам една кривична постапка против поранешен функционер, 20 функционери поранешни, 8 години ја водеа постапката и на крај Врховниот суд да оцени дека нема доволно докази за носење на одлука. Замислите било кој во државата да го малтретирате 8 години, постојано дои на сослушување, не знам, сведочени и така натаму, да го малтретират и на крај да судот да каже дека нема докази. Сега, ако овие сите случаи, затоа што е клучен принцип презумција на невиност, ако сите овие случаи се развлекуваат 8-10 години, мислам дека нема резон да било кој да гради кредибилитет дека водел предмети и така натаму тешки, а нема резултат од тоа. Ако на време, ако се сите овие предмети што беа иницирани, ако имаше цврсти докази, тие верувам дека брзо ќе се разрешува. А ако биле
значи направени на начин што само да го дискредитират некој, да го малтретират или да му ја ограничат своите права, тогаш тие целта постигнале, но не е тоа право, не е тоа почитување на законите и уставот. Добро, Ристовски, според вас што ќе се случува еве сега конкретно со процесите Талир 1 и Талир 2? Можно ли е да застарат овие два предмети и зошто кога веќе еве се одземени не се веќе распределени кај други обвинители? Апропо претходно прашање, само може да се уфрлам. Мислам дека е почетничка грешка такви пресконференции да држи владеачка партија. Ја не знам кој ги советува, меѓутоа не е задачата на владеачката партија да ги брани одлуките на новоименуваниот јавен обвинител. Тоа е катастрофална грешка. Тие треба да знаат кога да говорат, кога да замолчат. Некој пат и молчењето говори погласно од се друго. Јавниот обвинител, ако почнал постапки на реформа во крвотокот на институциите, тоа е негова надлежност. Не е надлежност на некој друг, поготово што е поистоветен со владата. Таа е владачка партија, уште помалку е на владата да ги брани одлуките на обвинителот. Значи, тука се гледа независноста на институциите. Значи, тука треба многу сериозно да се обрне внимание. Што се однесува до овие конкретни предмети, знаете, во право е колегата Павле кога вели дека ако вие за 90 дена немате цврсто обвинение и излезете и на суд го докажете обвинението, па нека е да речеме и уште 90 дена за дополнителни докази во истражната постапка. Тука зборуваме за многу години, еве спомена и Трајанов, 8 години, конкретните случаи се 10 немате години. случај. Знаете, и јас минатиот пат мислам говоря за мерката притвор. Таа не смее да биде подолга од 90 дена. Ако за 90 дена вие не сте собрале докази, тогаш обвинението ви е на климави основи. Значи немате докази. Вие ако дополнително продолжувате мерка притвор до 8 месеци, до 9 месеци, тоа обратно се смета за вршење притисок на луѓето. Значи мерката притвор треба да биде мерка за обезбедување на обвинетиот и така натаму, а не казна. Обвинителите досега практикуваа казна за секој што покренува збором за овие сите случаи, меѓу другото бараа притвор. Значи, треба да се презнаат мерки да се обезбеди обвинетиот, не е спорно, меѓутоа тој притвор долго трае, неосновно долго трае, значи се кршат човековите права и на крај сега излегува дека нема елементи, нема докази, меѓутоа целта партиите на власт преку јавниот обвинител оствариле. Некого го тргнале од политичката или од општествениот живот и така да. Значи не се примерните цели да доносите квалитетна судска одлука, него едноставно да вршите притисок. Не сме притвор да биде казна. Таа треба да биде само мерка за обезбедување на обвинетиот или осумничење така. Секое продолжување од 30 дена, 60 дена, 90 и повеќе отвора сомнение, простор за сомневање дека се вршат други методи на притисок. Па ако сакате и на сведоци и така натаму. Ако вие го чувате потенцијално обвинетиот во притвор за наводно да не влие врз сведоците, што се случува после 30 дена? Значи обвинителството и некој друг влие на некои други сведоци. Значи ако не влие едниот, ќе влие другиот. Тука ако немате баланс до 30 дена, ако немате вие цврсто обвинение, тогаш не ги ставате луѓето во притвор. Обезбедете прво обвинение, па потоа реагирате. Така, добра, ајде конкретно времето само што е своевремено имаше случаи каде што во Министерството за внатрешни работи или во поранешна служба за државна безбедност, тука се договара од јавниот обвинител, припадници на службите и тука се договара за кога ќе се поведе кривична постапка. И што мислите дека јавниот обвинител ќе го проучува кривична пријава? Тој веќе донел одлука по налог на шефот на УДБА дека овој треба да биде кривично гонет и затоа има притвор и затоа има развлекување на постапката. Притворот не се укинува. Така да има најава од актуелниот јавен обвинител дека ќе биде многу предпазлив околу определување на мерката или барање за да се определи така беа мерката. неговите први најави. Тоа е добра најава, но во праксата ќе видиме како тоа ќе функционира и дали ќе се спроведува. Добра, ајде конкретно околу Талир 1 и 2 не ми одговоривте. Ќе застарат ли според вас овие два судски процеси и зошто не се прераспределени кај други обвинители кога веќе се иземени од конкретната обвинителка? Нема да ми замерите ако кажам дека не можам од оваа дистанца да дадам оценка
дали ќе застара, дали не. Тие предмети треба што е можно побрзо да ги преземе друг обвинител и да го проучи целото обвинение. Ако имат цврсти сигурни докази, треба да продолжи постапката. Ако не, бидејќи веќе во друга фаза судот ќе се произнесе. Али сум против тоа јавниот обвинител да се повлече или да се откаже натамошна гонење. Тогаш би било одлука на јавниот обвинител кој што нема да биде... Не, токму тоа ми беше прашање, нема зашто уште не се прераспределени двајца други обвинители треба да бидат, бидејќи едниот треба од Значи, обвинителството за организиран криминал и едно во Скопското има и друг обвинителство. модел. Значи, има и друг модел. Ако сакате да докажете дека навистина нема дело, тогаш ќе влезете во процес на континуирани јавни седници, каде што обвинителот јавно, на увид на целата јавност, ќе ги изнесе сите аргументи, па ќе се вклучи и општествената јавност, ќе се вклучи научната јавност. Значи, зборувам во случај кога станува збор за високи функционери, значи високо профилирани лица за кои што е покрената постапка, кои што биле премиери, вице-премиери, министри и така натаму во влада. За таквите случаи јас сум поборник на јавна седница. Од првиот ден до последниот ден, да се знае на увид. Добро, но и за тоа треба да бидат прераспределени кај Аргументи има обвинителот, сите да знаеме, не само судијата, на крај крајви поротата носи одлуката. Значи, нема играње со таа работа. Ако имате високо коруптивни случаи, тогаш ќе имате високо профилирана транспарентна постапка, а не зад кулиси, па овој влијала, па оваа влада влијала, па се сменила владата, па не се сменила. Значи, тука оставате погрешен впечаток, едноставно дека го оставате дрвото да биде на ветрометина. Значи, вие мора да влезете во еден транспарентен, јасен, чист, експлицитен процес. Значи, што е клучно? За овие предмети, каде што јавноста ги следи, одлуката треба да носи судот, не обвинителот. Бидејќи да има континуитет, се разбира дека може тие не се издржани, може биле под политички притисок, но на самата седница на судењето треба судот да донесе одлука. Ако нема, не ги го слободи. Подобро е да заврши постапката судија, отколку да запре постапката да се откаже од натамошна гонење обвинител. За мене мислам дека тој процес така треба да заврши, но ќе видиме како ќе. Судијат сите овие процеси, ќе видиме како ќе завршат. Ајде уште едно прашање околу правосудството и сите овие случаи за кои што досега говоревме. Ке осамнат ли според вас ваквите последни случувања во правосудството и во извештаите на меѓународната заедница, во извештајот за напредокот на земјава кој што се подготвува, ќе влијаат ли негативно на некој начин?